Добро утро, госпоđа Ампева. Добро утро. Кристина Ампева, представам на Гласен текстилец, позната синдикалка и самата гласна за правата на работничките и работниците, се разбира. Госпоđа Ампева, утринава сакав да поразговараме за она што вчера го објавивте на Фейсбук, а што говори за првиот случај на добиен судски спор на работничка која што за време на ковид кризата, која била бремена, била отпуштена од работа, го тужела собственикот на фирмата и го добила спорот. Може ли малку повеќе детали околу тој цел случај? Па, всушност, да, ова е првата кривична пресуда, меѓутоа и побарување од работен однос, значи се работи за две тужби во однос на кршење на работнички права за време на оваа корона криза и во однос на уредбите кои што беа донесени од страна на владата во време на оваа вонредна состојба, каде што беа ослободени современи мерки бремените жени, мајките на деца до 10 години и хронично болните лица. Всушност оваа жена требаше да ги користи мерките согласно тие уредби на владата. Меѓутоа работодавачот решил да и го откаже договорот за вработување поради кршење на ред и дисциплина. 3 дена последователно неодење на работа, што воопшто не е точно, бидејќи ослободени се од работа и како такво право може да го користат, особено бремените жени. И да, супер е што мене ми е многу мило дека воедно ние имаме пуштено и други кривични тужби, побарување од работен однос, меѓутоа Кумановскиот суд очигледно брзо ја заврши овој пат работата, односно вистина е необично, бидејќи од колку време траеше спорот. Обично такви спорови кај нас знаат да траат со да кажем со години, секако со месеци. Да, со оглед па и на фактот дека судовите не работеа едно време во оваа криза. Да, обично траат долго време, година дена, повеќе од година дена. Меѓутоа ова поднесена е тужбата во 6-ти месец. Еве декември веќе ги имаме двете пресуди и од работен однос и она кривичната пресуда. Колку вакви случаи според вашите видувања, бидејќи вие сте еден од најактивните синдикати кои баш во овие, да кажем, горливи работи ги следи настаните, колку вакви случаи има евентуално за време на кризава? Расте ли тој број, опаѓа ли, многу ли има, или е тоа сепак поединечни случаи во кои што одредени газди мислат дека си ги решаваат проблемите на тој начин што ги отпуштаат работниците? Прво да поправам, не сум синдикалка, да не се наоѓа синдикатите, и јас сум од невладена организација. Да, добро, знам, ама вашиот глас е понекогаш силно синдикален. Да не се наутат за тоа. Да. Не, вака, значи вакви случаи се многу. Значи има и колективни случаи на ниво на фирма. Тоа гледавме на пример и во Скопската МАК-примат, каде што 250 работници добија незаконити откази. Меѓутоа еве јавно обвинителство не смета дека тоа треба да го води по службена должност. Инаку да, горе ми се охрабрувањето од страна на работниците. Ова е, да речам, индивидуален случај, меѓутоа сметам дека и преку ваков индивидуален случај жена, бремена работничка која што се нафанала на еден ваков чекор, сметам дека треба да ги охрабри дополнително другите, бидејќи ова не е, пак ќе речем, исклучок. Ова се случува, го има. Само што најчесто работниците не се доволно храбри да продолжат со постапка, односно сметаат дека нема правда во нашата држава, дека бавни се судовите, постапките се скапи, не веруваат скроз на институциите, меѓутоа сметам дека со овие 3 години работа некако тоа го тргаме како мислење на работниците, бидејќи се почесто се обраќаат сами до инспекторатите од областа на трудот и безбедност и здравје при работа, например. Или пак до суд во однос на побарување за право од работен однос. Сметам дека се менува климата, меѓутоа ваквите случаи се дополнително охрабрување, бидејќи се работи за мерки кои што беа донесени сега, поради корона кризата, кои што беа јасни, децидни и ова е исклучок. Да. Меѓутоа сметам дека и другите работнички, претежно жени, бидејќи жените некако беа оштетени во оваа криза,
мислам дека треба да се охрабрат и да си ги побараат правата во судска постапка доколку се исцрпени нели претходните инстанци, како инспекцијски. Оваа кризна и тешка година е веќе зад нас, ќе видиме како ќе тргне од јануари следната година и сигурно дека кризата нема да заврши на нова година, се разбира. Меѓутоа, поминавме низ десетина месеци низ кои што веројатно ни светот, а ни ние не сме ни замислувале дека може да ни се случат вака како што ни се случија. Каква е вашата оценка, бидејќи вие навистина одблиску ги следите трендовите и случувањата во светот на работните односи, на синдикалните движења, на правата на работниците и така натаму. Дали се сведувавме на инцидентни случаи во кои што одредени собственици на компании некоректно се однесува кон работниците, или сепак во најголем дел од случаите беше односот коректен, бидејќи тоа важи и за оваа помош која се доделуваше за фирмите и така натаму, кои некои сепак многу мал број компании ја злоупотребија и ја собствениците ја ставија во собствени џебови. Каква е вашата оценка за оваа година зад нас? Па видете, не сметам дека се многу малку фирми, бидејќи јас еве и овде ќе кажам, бидејќи јас располагам со информација, односно тие информации мене ми се од работниците преку нивните изводи од банка, нивните пријави, укажувања и докази кои што ги даваат кај нас на увид. Не сметам дека се малку, бидејќи не се само тие 178 компании. Да, во таа смисла мислев малку, бидејќи кога 170 фирми ќе ги споредите со играчници. Да, меѓутоа тоа се фирми кои што воопшто, пазете, воопшто не дале денар, не дале плата на вработените. Меѓутоа имаше еден куп онакви кои што работниците ќе ги осеќаат тие лоши ефекти понатаму. Имаше такви кои што исплаќаа по 50% плата, по 70% плата. Така да не мислам дека само овие 170 компании злоупотребиле помош, бидејќи и останатите делумно злоупотребија, а таков број е огромен. И што е најтрагично и покрај решенијата на трудов инспекторат, сепак еве УЈП, Управата за јавни приходи, како надлежна, која што треба нели да внимава за таа финансиска помош што беше дадена од нашиот народниот буџет, државниот буџет, не го направи тоа некако, знаете, затаија во тој дел. Значи не е се само вие 170 компании, има еден куп други кои што исплаќаат 50%, 70%. Јас морам да го привршувам овој разговор, бидејќи сме на минута и пол до вестите, меѓутоа следната година се гледаме во студио за една поопсежна анализа или со мене или со колешката Кристина Атовска, па двете Кристини да можат да ги отворат овие проблеми со повеќе време пред себе. Благодарам за утринско јавување, ова беше Кристина Ампева од Гласен текстилец од Штип.